Добро вечер. Го следите централниот дневник на регионалната К1. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Повеќе од 2500 лозаропроизводители од Неготино и Демиркапија ги добија субвенциите. Територијалната противпожарна единица со апел до граѓаните да внимаваат при употреба на пиротехнички материјали. Промовирани 4 нови книги на Брајово писмо. На 2500 лозаропроизводители од Неготино и Демиркапија им беа исплатени субвенциите за одржување на лозови насади. Освен за лозарите, исплата на субвенциите се изврши за житариците и за крупен добиток за 2015-та. На сметките на околу 2500 лозаропроизводители од општините Неготино и Демиркапија, почнувајќи од 4 декември, им беа исплатени субвенциите за одржување на лозови насади. Субвенциите за лозарите се во висина од 4000 денари за декар лозов насад. Освен за лозарите, се врши исплата на субвенции и за житарици и крупен добиток за 2015 година. Според раководителот на подрачната единица на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој во Неготино, Ѓорѓи Ајтов, останатите лозаропроизводители кои аплицирале средствата по основ на субвенции ќе ги добијат во текот на овој месец, односно до крајот на годината. Инаку по основ на субвенции за 2015 година средства во висина од околу 5 милиони евра ќе им бидат исплатени на близу 4300 земјоделци од општините Неготино и Демиркапија. На зелените пазари голема е понудата на овошје и зеленчук. Во споредба со истиот период лани, намалување на цените имало за сите производи, освен кај мандарините кои биле поскапи за 6%. Голема е понудата на овошје и зеленчук на пазарите. Споредено со лани во ноември, просечните цени на овошјето биле пониски. На зелените пазари во ноември понудата била богата со сезонско овошје и зеленчук, а најмногу имало јаболка од сите сорти – круши, јапонски јаболка, калинки, како и мандарини и лимони. Во споредба со истиот период минатата година, на сите производи имало намалување на цените, освен кај мандарините кои биле поскапи за 6%. Кај сортата црвен делишес имало драстично намалување на цената од 12,5%, додека другите сорти јаболка се продавале поевтино од 5 до 8,6%. Кај зеленчукот, зелката поевтинила за 8%, гравот за 7%, оризот за 4,7%, а компирот за 2,7% споредено со минатата година. Поскап бил лукот за 31%, краставиците 20%, благите пиперки 19% и кромидот за 7,7%. Територијалната противпожарна единица со апел до граѓаните да внимаваат при употреба на пиротехнички материјали. Причина за пожар можат да бидат и новогодишните светилки, бидејќи во изминатите години не дошло до посериозни интервенции за пожари. Овие советувања се со цел овој тренд да продолжи и понатаму. Граѓаните да внимаваат при употреба на петарди и други пиротехнички материјали, да се ограничи употребата, односно да се внимава особено кога истите ги користат децата. Ова е апелот кој територијалната противпожарна единица го упати до граѓаните во пресрет на новогодишните празници. Оттаму велат, најмало невнимание може да доведе до несакани последици по здравјето на луѓето. Да не купуваат пиротехнички материјали од улици, него да земаат пиротехнички материјали од овластени продавници, каде што им загарантираат. Тоа го зборувам не дека имам против тие што на улица продаваат пиротехнички материјали, него и тоа што не се знае која е количината на барутното полнење во самите пиротехнички материјали. Со тоа можеби да има преголема доза на барутно полнење и при самото запалување не точно активирање на пиротехничкиот материјал
може да откинување на прсти, што е лоша последица за самото дете и неговото здравје. Дури и новогодишните светилки можат да бидат причина за пожар, велат од противпожарната единица, советуваат истите да се користат рационално со цел да се контролира напонот во електричната мрежа. Многу пати сакаме да не биде просторијата, односно домот да не биде превише украсен и ги приклучуваме на продолжни кабли што не се исто со сертификат или сигурни кабли, него ги зијаме од било каде што ќе има оптеретување, можеби при нашето отсуство, а превише уклучени светлачки ламби во самата просторија може да предизвика пожар, и тоа се случува и со елките што се вештачки елки, односно пластични, каде што може да дојде до запалување. Во изминатите години пожарникарите немале посериозни интервенции за пожари предизвикани токму од пиротехника. Овие советувања се токму со цел овој тренд да продолжи и понатаму. На 9 овој месец со почеток од 16 часот и 30 минути е закажана јавната расправа за нацрт буџетот на општина Велес за 2016. Нацрт буџетот на општина Велес за 2016 година ќе биде представен на јавна расправа пред представници од областа на образованието, културата, здравствената и социјалната заштита, како и од здруженија и фондации, невладини организации, културно-уметнички друштва, спортски клубови, представници на урбани и месни заедници и други заинтересирани граѓани. Јавната расправа е закажана за 9 овој месец со почеток во 16:30 часот. Работниот материјал за нацрт буџетот на општина Велес за 2016 година ќе биде објавен во електронска верзија на веб страната на општина Велес www.veles.gov.mk, каде заинтересираните своји коментари и забелешки може да ги упатат на засебниот линк за коментари на истата веб страна. Во Општинската организација на Црвениот крст во Велес се одржа работилница на тема превенција од трговија со луѓе. На истата присуствуваа волонтери на Црвениот крст од различни возрастни групи. Работилница на тема превенција од трговија со луѓе се одржа во просториите на Општинската организација на Црвениот крст во Велес. Оваа работилница ја спроведуваат Црвен крст, Општина Велес и СВР Велес. Македонија како држава спаѓа во групата нискоризични. Нема многу случаи, но не значи дека нема да има. Целта на ова работилница е да ги запознаеме луѓето како се врши, на кој начин, кој го врши и со која цел. Да бидат инструирани, па подоцна во наредната фаза и тие да преминат со нивни активности во врска со овој проблем. Работилницата се организира по повод неделата за борба против трговијата со луѓе, која се одбележува од 2 до 9 декември. На истата присуствуваа волонтери на Црвен крст од различни возрастни групи. На крајот на работилницата размислиме, односно предложиме предлог мерки на Црвениот крст, односно задачи што волонтерите на Црвениот крст ќе ги превземат за да помогнат во разрешувањето или во одржувањето на некое многу ниско ниво на трговија со луѓе, односно сузбивање на оваа појава. Во Велес нема пријавено трговија со луѓе. Сепак, најранлива категорија се лицата кои се социјално загрозени, како и деца од дисфункционални семејства. Во локалната библиотека Гоце Делчев промовирани беа 4 нови книги на Брајово писмо. Промоцијата на книгите е во рамки на проектот Велес град на културата за 2015, а ги отпечати Сдруженијето на слепи лица. 4 нови книги на Брајово писмо беа промовирани во медиотеката на локалната библиотека Гоце Делчев. Промоцијата беше во организација на Сдруженијето на слепи лица од Велес, Библиотеката за слепи Радко Пајдаков и Библиотеката Гоце Делчев. Книгите ги отпечати Сдруженијето на слепи лица од Велес. Белиот светец од Ристо Ѓајачев, нашиот сограѓанин. Песни од Колен Велковски. Табакерата од Ѓорѓе Абаджиев и Македонска крвава свадба од Војдан Чернодрински. Со тоа 21 книга се брои библиотеката во Велес, како и 178 аудио наслови кои покрај тоа што може да се изнајмат од нашата библиотека. Овие наслови се наоѓаат и на веб страницата на Националниот сојуз на слепи.
Промоцијата на книгите е во рамки на проектот Велес, град на културата за 2015 година. Овој проект не е нов, овој проект трае повеќе години. Знаеме дека и во 2013 и во 2014 година промовиравме вакви книги. До сега имаме 17 книги кои што се дел практично од брајовото катче тука во локалната библиотека Гоце Делчев. Книгите се печатени на брајовиот печатар кој Сдруженијето го доби од страна на општина Велес. Председателот на Сдруженијето на слепи лица Тони Пајдаков најави дека во следниот период ќе се дигитализираат околу 6000 книги. Продолжува и печатењето на брајови книги, најмалку 4 во годината. Еден од ретките занаети кој обстојува и ден денешен е берберскиот занает. Берберите Љубе и Коле кои биле недалеку познати. Не само во Велес важат за едни единствени ортаци кои во занаетот никогаш не се скарале. Таа нераскирлива врска помеѓу нив трае и ден денешен. Од оние со вратоврска и шапка до оние со работничко палто, сите со една иста цел да изгледаат убаво. Поради ова, често бил посетуван берберскиот салон на берберите Љубе и Коле, кои биле надалеку познати не само во Велес, туку и пошироко. 51 година на крајот отидов на занаат. 52 фактички се водам ко заначија. На работа су влезен, 52 ко чирак. До 55 година работев до кауфа дојке дојдов. После кауфата станувањето, ја од Пазариште, од спротива, тргнав на Вазрана, кога да дојдов у Нов град. И двајцата се сеќаваат дека порано најпозната била фризурата јарамбаш. Многу често муштериите барале да бидат пострижувани на ваков начин. Претежно млади деца се стрижеа горниот дел на тилот, со машинка се стрижеше, и обично класично го постригуеш, се постригуе, а тоа е стрижена горе. А назад, со брич, четвртасто мора да го направиш и да отераш тоа. Тоа е фризура, турска фризура јарамбаш. До 70 година сите еднакво работевме и една фризура беше. Малку повисоко, малку пониско, поголема, помала косата, поодземена, понеодземена, кој како сака. После испадна некои моди, кои ние малку да си признам, потешко се склопевме у таа просенички фризура. Берберите Љубе и Коле важат за едни единствени ортаци, кои во занаетот никогаш не се скарале. Помеѓу нив постоела таква нераскинлива врска, која до ден денес се уште трае. Мајсторот ми рече, најди некој колега, наш, твои години, или тука некај, и мене ми текна за љубето. Ја отидов кај мајка му, тетко Даро, кај е Љубе? Набавче, рече, са ќе дојде. Одма да дојде на фалан место. И Љубе стаса, и од тој ден, до ден денеска, вака. Нас не интересираше муштерија да дојде кај нас, да ни остави пари, да дали ја ќе ја изработам работа, дали ортако ќе ја изработи. Нас не интересираше тоа. Ние секој посакаме муштеријата да биде задоволен, за да ни дојде утре пак назад. Берберскиот занает е еден од ретките занаети кој обстојува и денес. Потребата на секој да биде убаво пострижен го прави занаетот да биде бесмртен. Достапни 20,5 милиони евра за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција. Од 30 ноември до 6 декември на телефонската линија Ало докторе, медицински совет побарале 1219 граѓани. Вести од Македонија. 20,5 милиони евра ќе бидат достапни за проектни предлози од ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и Македонија за периодот 2014-2020. Оваа програма е во рамки на спроведувањето на инструментот за предпристапна помош ИПА-2. Со оваа програма предвидено е да се финансираат проекти во висина од 45,47 милиони евра, кои ќе ги имплементираат корисниците со активностите во 5 региони во Грција и 4 во Македонија. Тоа се го
западниот, пелагонискиот, вардарскиот и југоисточниот регион. Оваа прекугранична програма беше одобрена од ЕКА на 7 август 2015 година. Средствата се обезбедени од Европската унија, која финансира 85% од вредноста на проектите, а останатите 15% се од Министерството за локална самоуправа. Министерството за локална самоуправа е номинирано како одговорно национално тело за прекугранична соработка. Токму затоа проектните корисници од Македонија преку покривање на нивните активности во висина од 15% од вредноста на трошоците ќе бидат финансирани од Министерството за локална самоуправа. Главна цел на проектот е да се подобри територијалната кохезија преку подобрување на животните стандарди и создавање нови работни места, одржување на животната средина и преку одговорно користење на природните ресурси за развој на туризмот. До сега со Грција се реализирани 50 на проекти, 38 се завршени, а 14 се во фаза на реализација. Проектите имаат вредност од околу 10 милиони евра. На телефонската линија за медицински совет Ало докторе од 30 ноември до 6 декември се јави 1219 граѓани. Линијата е достапна секој ден 24 часа, а 25 доктори се достапни за да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на различни симптоми на нарушување на здравјето. Граѓаните кои бараат лекарски совет најчесто имаат главоболки, респираторни симптоми, зголемена телесна температура, сезонски вируси, кашлици предизвикани од променливите временски услови. Од 15 септември минатата година, кога почна да работи линијата, досега имало 65.527 повици. Тројца полицајци и 35 лица се повредени во синокешните судари кои се случија во центарот на Атина помеѓу полицијата и група млади луѓе, а пак во воздушниот напад на коалицијата предводена од САД врз сириска воена база во западна Сирија. 4 сириски војници загинаа, а 13 се повредени. Ова е свето денеска. Во судирите меѓу полицијата и група млади луѓе кои синоќа во центарот на Атина ја одбележуваа годишнината од убиството на тинејџерот Алексис Григоропулос, повредени се тројца полицајци, а 35 лица се приведени. Грчката агенција АНА јави дека во Атина по синокешните судири е мирно. Младите лица фрлаа со молотови коктели, а полицијата одговори со шок бомби и солзавец. Околу 500 луѓе синоќе се собраа во квартот Ексрахија, популарно собиралиште на анархистите и место каде полицаецот Корконеас на 6 декември 2008 година го застрела 15-годишниот Григоропулос. Сирискиот центар за мониторинг на човекови права соопшти дека најмалку 4 сириски војници загинаа, а 13 се повредени во воздушниот напад на коалицијата предводена од Соединетите Американски држави врз сириска воена база во западна Сирија. Цел на воздушниот напад на меѓународната коалиција бил воен камп во западната сириска провинција Деир Езор, околу 2 километри оддалеченост од подрачјето кое е под контрола на Исламска држава, наведува центарот со седиште во Лондон. Првпат при бомбардирање на коалицијата предводена од Соединетите Американски држави, која повеќе од една година напаѓа цели на Исламска држава во Ирак и во Сирија, загинаа припадници на сириската армија, посочува Сирискиот центар за мониторинг на човекови права. Вардар наместо во Ѓорче против Силекски игра во Велес. Реново очекувано го победи Металург и се врати на шестото место. Македонскиот судија Ставрев ќе суди на Сан Пауло. Одредени се и полуфиналните двојки во Купот на Македонија. Вести од домашен спорт. Актуелниот лидер и есенски првак Вардар ќе го одигра својот последен меч есенва на градскиот стадион во Велес, наместо во Ѓорче Петров, како што првично беше објавено од Фудбалската федерација на Македонија. Вардарци решија да одиграат дуел со Силекс во Велес на теренот на Вештачка трева, со цел победнички да ја завршат есенската полусезона. Вардарци имаат 5 бода повеќе од Шкендија на едно коло пред крајот на зимската пауза. Дуелот со Силекс, како и целото 18-то коло, се игра в четврток од
13 часот, пошто ќе биде познат распоредот според Бергер за третиот круг од мечеви во првата лига на пролет. Тетовска Ренова очекувано го победи последниот Металург и ја прекина серијата од 3 меча без пораз на металурците по денешниот триумф со 2:0 во Кичево во последниот меч од предпоследното есенско 17-то коло сезонава. Дуелот вчера во Бодовиње беше одложен поради густа магла, па денеска се преигра во Кичево и гипсарите ја забележаа петата сезонска победа со што стигна до 20 бодови на контото. Не чекаше Ренова долго за да го скрши отпорот на Металург. На само 8 минути Ерман Рамадани погоди за водство, а 6 минути во вториот дел Арген Гафури со вториот гол за гипсарите ја запечати победата со која тетовци се вратија на 6-то место на табелата. Ренова по последното коло есенва гостува кај Брегалница во Кочани, а Металург е домаќин в четврток на работнички на градскиот Борис Трајковски во Маđари. Денес беше извлечена и последната ждрепка во тековното издание на Македонскиот фудбалски куп, по која главни фаворити за освојување на титулата и натаму остануваат Работнички и Шкендија, поради фактот што се избегна во полуфиналето. Ждрепката одлучи бранителот на титулата Работнички да ги одмери силите со екипата на Брегалница, додека Шкендија ќе ги вкрсти копјата со Хоризонт Турново, тим кој често знае да им создаде проблеми на фаворитите. Првите полуфинални надпревари се закажани за 2 март наредната година, додека реваншите ќе се одиграат 1 месец подоцна, односно на 13 април. Македонскиот судија Александар Ставрев ќе го суди надпреварот помеѓу Наполи и Легија од Лигата на Европа. Александар Ставрев е делегиран и на надпреварот од 6-то коло во Лига Европа. Тој ќе застане на центарот на Сан Пауло на мечот против Наполи и Лигија, за кој настапува Иван Тричковски. Помошници на Ставрев ќе му бидат Маријан Кировски и Дејан Костадинов. Зад гол линиите ќе бидат Димитар Мечкаровски и Дејан Јакимовски. Четврти судија ќе биде Никола Караколев. Кошаркарскиот клуб Цибона доби нов тренер. Музо со 2 постигнати погодоци на мечот со Истра се најде на 4-та позиција на листата на стрелци. Одиграно второто коло во А и Б групите на светското првенство за ракометарки. Меѓународен спорт. Дамир Мулаомеровиќ е нов шеф на стручниот штаб на Цибона, откако раководството на клубот реши да му врачи отказ на тренерот Славен Римац по убедливиот пораз од будуќност. Првиот човек на Цибона, Александар Петровиќ, изјави дека и покрај симпатиите кон Римац бил принуден да реагира за купот да се спаси од најлошото сценарио и спаѓање од АБА лигата. Дамир Мулаомеровиќ својата играчка кариера започна во Цибона, а досега како тренер има работено во шампионатот на Босна и Херцеговина на кормилото на Слобода од Тузла. Македонскиот интернационалец погоди 2 пати на мечот со Истра. Музафер Ејупи ја продолжува трката со Илија Несторовски на листата на стрелците во хрватскиот шампионат. Тој погоди 2 пати на мечот што Славен Белупо го доби на гостински терен кај Истра со 0:2. Ејупи првиот гол го постигна во 3-та минута, а вториот го даде од пенал во финишот на мечот во 94-та минута. Тој сега има 8 голови и се наоѓа на 4-та позиција на листата на стрелци, а Несторовски е прв со 11 голови. На женското светско ракометно првенство што се одржува во Данска, одиграни се надпреварите од второто коло во А и Б групата. Во групата А црногорките славеа победа над Јапонија со 29:23. Унгарија совлада Србија со 32:26, а домаќинот Данска очекувано и убедливо ја победи репрезентацијата на Тунис со 32:20. Во конкуренцијата Б репрезентацијата на Кина беше подобра од Куба со 39:30. Холандија убедливо ја победи Ангола со 37:24. Дуелот Шведска-Полска го оправда приматот од деби на денот, а победникот беше решен во самиот финиш кој им припадна на швеѓанките со 31:30. За селекциите од овие две групи денеска е слободен ден, додека репрезентациите од групите С и Д денеска ќе ги одиграат средбите од второто коло.
С група Конго, Бразил, Јужна Кореја, Франција и Германија против Аргентина. Во групата Д Романија, Казахстан, Русија против Шпанија и Норвешка против Порто Рико. Времето денеска беше претежно сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури достигнаа до 9, односно до 17 степени. Еве ги деталите. Ви благодарам на вниманието, почитувани, имајте пријатна вечер со програмата на К1. До гледање.